Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги, почитувана колешке. Се јавив за реплика со цел да продискутираме за определени работи кои што вие од водачкото мнозинство, особено од ДУИ, ги мерите двојно. Со двојни аршини настапувате. За разлика од вас, јас лично, кога ќе видам дека определена работа е добро изработена, како што е овој извештај, иако сум бил еден од првите кои што имале најголем негативен набој кон актуелниот правобранител, дискутирам согласно она кое што го гледам. И сега, јас да имам вашата дискусија, до некаде ќе беше во ред. Но вие имате дискусија во која што барате права, човекови права, кои што треба да ги штитат институциите кои што вашите партиски колеги ги контролираат. И сега, кога зборувате за правата во образованието, па јас сум министер за образование или овој неспособниот што не може да иштампа учебници, не па нешто друго повеќе да направи? Кога зборувате дека имало проблеми и обесправени луѓе во здравството, јас сум министер за здравство или некој од вашите коалициони партнери е министер за здравство? Зборувате за определени нарушувања на човековите права кои што ги тангираат Министерството за труд и социјална политика и таму морате да молчите и да релативизирате, бидејќи ви се коалициони партнери, жената е од Струмица, па си викате добра е власта да ни падне. И таму ќе си молчиме. И сега ќе излезете овека на говорница, ќе зборувате абстрактно, ќе релативизирате за човекови права и човек кој ќе ве види на телевизија нема да знае дали сте власт или опозиција. Само ова го зборувам добронамерно, бидејќи ако сакаме да ги менуваме работите во оваа држава, бидејќи јас сум сигурен дека вие сакате да живеете во подобра држава како млад човек, мораме да тргнеме од тука. Ова е највисокиот дом на граѓаните. Тука сме се представени граѓаните. Во влада се представени тие што ние ги гласаме од тука. И сега, ако видиме дека еве најдниот правобранител, кој што вие му верувате, претпоставувам, така, и констатира определени неправилности, клучно прашање е што секој од нас индивидуално, како пратеник, може да превземе за работиве да ги подобриме. И тука е клучната концептуална разлика која што ние имаме. Ние велиме, дајте ни шанса да ги подобриме, а вие вака си зборувате абстрактно, говор ради говор, оние кои што треба да ги пужат овие права ви се партиски другари и така живееме купи ден продај. Благодарам. Контрреплика, Фиснике